почитуваната врска на ден и секое добро. Денес е понеделник, 22 септември 2025 година. Денес решихме да споделиме една статија од нашиот почитуван и ценет Евтим Петников. Статија која што беше издадена во Нова Македонија и која што се однесува на нашиот јазик, на нашиот идентитет и вели тој е у катастрофа. Статијата беше објавена на 3 септември овој месец, предишниот ден, значи, и вака гласи. Евтим Петников пишува вака. Тоа што се случуваше, драг читателу, во Брисел со извештајот за Македонија на Вајц, беше уште едно морално помрачение за оваа архиевска цивилизација, тоест ариевска цивилизација на европски колонизатори, кои рака на срце никогаш и не се пофалиле со морална доблест. Залудно, Кант испиша стотини страници за да им ја објасни есенцијалната и онтолошката вредност на таа категорија. Во мастодонската парламентарна сала на Брисел, со неколку стотици главно корумпирани пратеници, уште еднаш по толку пати во историјата беше демонстриран европскиот геноциден проект за помор на македонците. Беше за да ни се даде до знаење дека не нема во европската карта на народите. Во извештајот на Вајц за нас стоеја перверзно ставени само и само затоа планирано однапред да се избришат категориите јазик и идентитет. Циничен сарказам на збирштината од накази во Европската Унија и нивниот парламент, оти тие ли се тие што треба некому, наместо Господ, да му дадат според нивната тапоглава милостина, јазик и идентитет. Тие што се создадени по милоста Божја од остатокот од глината од која беа создадени Адам и Ева, на брзина и пуштени во оптек од Господ, кој мислел дека ќе биде нешто и од нив, ама се излажал. Меѓу другото, тие се испилиле од отпадот на таа глина, како што гледаме сега и за несреќа на Македонија и македонците, но на оваа расипана цивилизација и за несреќа на многу други народи и на цели цивилизации во овој свет. Никој до сега не напишал сеопфатна бела книга за незините злосторства за кои Европа, како што рече Джани Инфантино, треба да му се извинува на светот цели 3000 години. Злосторства што почнуваат со еден континуиран ритам се до денес, до македонскиот геноцид во Преспа 2018, од 12 век со темпларите и крстоносците, потоа со инквизиторите, а по Колумбо со конквистадорите, се до фашистите во 20 век и неофашистите во Бриселска ЕУ денес. Не се знае кој повеќе зло сторил од европските колонизатори низ светот. Во новото време вината главно за да се замаскираат другите виновници им се фрла на Хитлер и германците.
Но што да кажеме за шпанските и португалските конквистатори, што уништија неколку златни цивилизации во Јужна Америка, а потоа за англосанците на Шекспир, која критикуваше жестоко нивната ксенофобија. Тие во Америка убија 15 милиони индијанци, комбинирано со пушка и со хуманитарни кебиња, да ги стоплат смртно болни со бактерии од тифус, земајки им ја земјата на која живееле со столетија. А потоа тие, истото по утврден рецепт го сторија и со абориџаните во Нов Зеланд и Австралија, каде што ги отворија првите гулази, а вела дека тие се пронајдок на русите и на Сталин. И така натаму. Крајно време е, драг читателу, и македонците конечно да размислат за една бела книга на зверствата што ги правила заедно со нивните балкански предатори Европа врз нив. Нека повод за тоа биде сега извештајот на Вајц и она дебилна перверзија што се случи со играта со јазикот и идентитетот. Уште еднаш повторен нацифашизам по Лиспонската декларација и геноцидна преспа. Ке почнеме од Букуреш, 1913 па наваму, следејќи го континуитетот на европското ништење. Физичко и идентитетско на македонците на протекот од столетие. И 2 децении, се до преспа 2018 година, кога сме ставени во европската идентитетска мртоввечница, и сега, до кој знае по кој пат оваа година во Брисел, европското реактуализирање на нашата замислена од нив идентитетска смрт. Кој знае по кој пат, не верувајќи тие дека сме доволно убиени и избришани. Европа сега засолнета под дебелата маска ЕУ, во Брисел го бришеше нашиот идентитет, нашето генеричко битие, кое сепак добро го знаат тоа, но е податливо за бришење покрај другото и затоа што е заверено со Господов печат во Светото писмо. Низ него, од првите до последните страници, тоа со нашето генеричко име, што го носи него, се пробива како златна венчална жица низ сите се возможни историски катастрофи. А ке се пробива како златна венчална жица низ сите се возможни историски катастрофи, и ќе се пробие и низ најновата идентитетска катастрофа што ни ја смисли сега Европа како ЕУ, која таа не ја дозавршила и се уште трае. Притоа, таа заборава дека нашето име и излезе во полн сјај и по долги столетија помраченија, имено од катастрофа, и тоа од најголемата историски запамтена досега, Втората светска војна, европски специјалитет. А тоа ќе се пробие во обновен блесок и во новата катастрофа, која, како што изгледаат работите, пак ја припрема Европа, која наместо да се хуманизира, се милитаризира како во времето на Третиот рајх, 30-тите од минатото столетие. И тоа, драг читателу, може да биде и конечна катастрофа, која ќе ја испрати во историјата оваа злосторничка цивилизација како урнатина од која ќе никне ново цвеќе. Но тоа нема да биде употребливо за поезијата на Бодлер, бидејќи веќе нема да е цвеќе на злото. Може таа катастрофа е имено она од визијата на апостол Јован во неговото откривение. Армагедон, јас го читам и како Армакедон. Битката на доброто и злото. Во таа пресудна битка која треба да ја укине историјата, но на многу поинаков начин од Фукујама што типуваше на картата на либерализмот. Македонците, како и секогаш од искони до сега, војуваат на страната на доброто. Така, да се подсетиме, тие војуваа на страната на тројанците во Тројанската војна, бранејќи ја љубовта од суетните и од маздолюбиви данајци,
Grcite во заграда, кои за тоа не начекаа конечно да ни се одмаздат во преспа 2018. Ова е расипана, аморална цивилизација која за да ја штити својата морална и секаква друга хипокризија, создала некои правни акти како што се тоа повелбата на ООН, Копенхашките критериуми, Виенската конвенција и други, купишта хартии, но тие правни параграфи не важат за смачканото племе, Македонија и за другите столчени народи. Туку има една длабока шизофренија меѓу проформа, правото и правдата како две поларно различни категории. Првата и припаѓа на расипаната цивилизација, на колонизаторите, а втората на природното право како морален закон на Господ. Па зарем не рече и независниот и умен американски интелектуалец Джефери Секс дека Америка и Европа ги уништуваат Обединетите нации и меѓународното право, кое никогаш и не заживеало за малите и обесправени народи. Бриселска ЕУ не ја признава за македонците најважната клаузула на повелбата на ООН, средишниот столб на неговата демократска зграда, Јус Когенс, правото на собствен идентитет, јазик и име. Но тоа ништо не е непознато во нивната колонизаторска историја. Сек дека што колонизирале истовремено и асимилирале, потиснувајќи ги и во најголем број на случаи, укинувајќи ги домородните идентитети, јазици и култури. Гледав неодамна една документарна емисија за Алжир, колонизиран од французите, кои толку многу се фалат со својата демократија и универзализам. Работите стојат обратно. Цело едно столетие тие биле присутни како колонизатори во Алжир, се додека најпосле Алжирската револуција не успеала да ги истера од родната земја. Цело едно столетие со декрет бил забранет арапскиот алжирски јазик на сметка на колонизаторскиот францускиот, што бил насекаде во службена употреба. Пред се во образованието се одело и дотаму да им се наметне на алжирските деца, инспирирајќи им го катадневно мозокот, испирајќи им го катадневно мозокот дека се гали, а не арапи. Така, уште од рана возраст, алжирските основци морале пред часот да ја изговараат во цел на генетички инженеринг реченицата «Ние сме гали». Арно ама, една господја, доблесна французинка, што живеела во Алжир, ја раскажува анекдотата со една ученичка алжирка, која на прозивката на наставникот французин да ја прочита на француски реченицата «Ние сме гали», таа ја прочитала «Вие сте гали». А кога тој рекол да ја прочита повторно бидејќи погрешила, таа повторно ја прочитала место «Ние, вие сте гали». И по трет пат така, на што наставникот французин збеснал и му рекол на девојчето «Марш надвор, арапиште едно». Така, еве ја демократијата на западните ариевски колонизатори, драг читателу, грабеж на материјалните богатства на колонизаторите и нивно асимилирање. Па ние ќе се чудиме што посегнале тие сега. Оти ни се намерачиле од поодамна да не ликвидираат идентитетски. Само така случајот е ексклузивен, бидејќи по европските колонизаторски материјални и идентитетски пустошења ни светот сега тие за прв пат таков сеопфатен експеримент, како што бил тоа случајот на Хитлер со евреите, спроведуваат на европска почва врз цел еден древен народ кој патем и има дадено и важни културно-цивилизацијски дарови на Европа. Не, фашизмот не е мртов во Европа, драг читателу. Тој блесна во полн сјај со оној нацифасистички документ на ЕУ 1992 година, кога само што зеде здив и почна да дише младата Македонска република, требаше да биде итно задавена. Потоа тој блесна и во Преспа 2018,
Najtemniот празник на геноцидна Европа. Да не се навраќаме пак и на 1948 на англиските бомбардери, полни со напалм бомби и со смрт што ги убиваа македонските деца во Беломорска Македонија. Томас Мејан имаше право кога веднаш по завршувањето на Втората светска војна рече: Хитлер е победен, но не и фашизмот. Еве го, тој блесна и неодамна на она подземна седница во Брисел, кога европските политнакази го бришеа од извештајот на Вајц македонскиот јазик и идентитет, како тие да ни го дале и како од нив да зависи тој. Толку многу се малоумни самите без идентитет. А ред е да го привршуваме текстов, вели Ефтим Клетников, драг читателу, сега во стил на епилог. In medias res, по се она што ни се случило и што ни се случува од Вавилонската блудница, можеме без заобиколување да кажеме дека честните и истормозени македонци веќе при самото спомнување на зборот Европа или ЕУ добиваат нагон на повраќање. Тоа е нивниот Павлов рефлекс, нивниот евидентен придонес за теоријата и праксата на бихевиоризмот, психологијата на дразбите, кај нас, од цивилизацијата што смрди на одвратна канализација. Оти не претеруваме со тезата за обновениот европски фашизам, сега во Брисел. Како крунски доказ за тоа веќе ја приложивме нацифашистичката Лисабонска декларација на ЕУ. Тој што ја подпишал од ЕУ неа не е помал гений на злосторство против човештвото од Хитлер. Затоа, драг читателу, и нашата влада нека не ја зарива главата во песок и да вели дека достоинството го продолжуваме достоинствено, го продолжуваме патот кон ЕУ. Каков пат на бескрајни пониженија и цивилизацијски идиотизам е тоа? И какви суштества можеме да чекориме по него ние, како црви пресечени на половина од плугот на европската демократска цивилизација? Доколку евентуално не сме будисти, кај кои секое нешто еднакво со сите други нешта пред врховното битие. Па така и црвот кај Буда е еднакво ценет како и човек. Боже мој, драг читателу, да не грешам душа, па може и нашиот премиер и председателка се будисти, упатени во источната тајна на екзистенцијата составена од есенција. Па сепак баш, иако е така, тие наместо да се занимаваат со бугарите, нудејќи им за нас безвредна декларација за јазикот и идентитетот насочена кон цивилизацијата што не ликвидира идентитетски, нека не изсветнат една декларација за поништување на нејзиниот нацифасистички документ Лисабонската декларација, со која ЕУ повторно по 1948 го обнови фашизмот врз грбот на македонците. Оној наш челник што ќе има храброст, ако е тоа воопшто и храброст во споредба со гемиджиите на Јане Сандански, да го направи тоа што ќе биде овенчан со лаворов венец на слава. Ке се спаси од раката на заборавот. Сепак, од 1990 до денес за време на 3,5 децении не видовме таков храбар македонски челник во владата. Зачнат и роден од благословена од Господ мајка. Не. Ноктурно, де профундис, мементо мори. Од сево ова понапред кажано пак, драг читателу, јасно е дека во Европа, посебно и сега кога таа е модифицирана перверзно во ЕУ, е опасно да си македонец. Исто како што беше опасно да си евреин за време на Третиот рајх на Адолф Хитлер. Оти денес Македонија со една перверзна демократска модификација не е ништо друго, туку новиот Аушвиц на модерната европска цивилизација. Во него сега се пушта за македонците како
Новите евреи на Европа плинот на идентитетски од геноцид. На изглед безболен, но само физички и се усмртува со само еден варварски документ, неколку милениумски од физички и бескрајно богат духовен живот на еден исконски народ, за кој рековме непоткупливо сведочи и светото писмо на кое му се измоча Западот. Така. А ако одиме подлабоко во историјата, по аналогија сега Македонија и македонците се вглобени во сликата на римскиот колосеум, во кого за свое задоволство римјаните, чиј суров менталитет го наследи бриселска Европа, ги фрлаа робовите во устата на зверовите. Како што сега нас, бриселска ЕУ не фрла како робови во устата на незините балкански предатори и кербери, грците и бугарите до коска фашисти. И пак е незаситна таа, а има и други усти отворени за гибел на македонците. И што ми е на крајот поентата? Важна и најважна. Драг читателу, тоа дека евреите се изборија за обелоденување на својата трагедија. Тие во тоа има адут и како избран народ. Како, иако апостол Павле во своето второ послание до Солуњаните, во Новиот Завет, вистински од Божји, имено на македонските христијани им се обрати со зборовите дека тие од почетокот се родени за спасение на светот. Но оваа цивилизација не сака спасение, туку катастрофи и смрт. И на крајот и ќе умре. Време е. А ние, драг читателу, иако по многу нешта од културно-цивилизацијски аспект сме самото срце на Европа, облагородено со истокот, е крајно време, оти многу и задоцнивме, да бараме и други патишта за нашата физичка и духовна екзистенција, надвор од неофашистичката кон нас Европа. Ама не мислам дека сегашната наша влада има доблест и храброст да го направи тоа и во улогата на апостол Јован и Марија од Назарет да не симне од крстот на европската Голгота. Оти треба допрва македонските невести да зачнат таков јунак, како Гоце и Сандански. Ноктурно де профундис мементо мори. Пишува Ефтим Клетников за novamakedonia.com.mk, статија насловена Јазик, идентитет и ЕУ катастрофа, издадена на 3 септември 2025 година. Ја следевте програмата во Фокус со Силвана Павловска денес, понеделник 22 септември 2025 година. Ако имате некакви приметби или прашања или било што и сакате да се обратите до нас, тоа можете слободно да го сторите преку YouTube каналот во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам и до нашето следно видување ви посакувам добро здравје, љубов, слога, радост, каде и да сте во светот. До видување.